Понекогаш животот испраќа пораки толку тивки што лесно можат да останат незабележани. Но ако токму сега го слушате ова, можеби не е случајност. Постои нешто што универзумот сака да го разберете. Предолго носите тежина што никогаш не била намената да остане на вашите плеќи. Се обидувавте да ги решите сите проблеми сами, да бидете силни дури и кога во себе чувствувавте замор. Но силата не значи секогаш да се борите. Понекогаш најголемата сила е да дозволите работите да се одвиваат без постојано да ги контролирате. Во следниот период ќе почувствувате како некои врати полека почнуваат да се отвараат. Можеби нема веднаш да биде нешто големо. Ќе започне со мал знак. Со разговор што ќе ве натера да размислите поинаку. Некоја случајна средба или понуда што прво ќе изгледа беззначајно. Но токму таму може да се крие вислетниот чекор што толку долго го чекате. Универзумот сака да престанете да се сомневате во сопствената вредност. Не затоа што сте совршени, туку затоа што веќе сте доволни за да почнете. Толку многу време чекате вистински момент, а можеби токму овој период е одговорот што сте го барале. Постои нешто што треба да оставите зад себе. Една стара приказна, едно разочарување или чувство дека сте задоцниле. Не сте. Секој човек има свој ритам, а вашиот пат никогаш не бил создаден да личи на тугиот. Во наредните недели ќе забележите дека луѓето поинаку реагираат на вашата енергија. Ќе привлечете личности кои ќе ве охрабрат наместо да ве обесхрабруваат. Токму затоа не се плашете да бидете свој. Она што е искрено секогаш наоѓа вистински луѓе. Не се откажувајте од една желба што ве следи веќе долго време. Ако таа се уште живее во вас, можеби не е случајна. Некои соништа не исчезнуваат затоа што се уште го чекаат вистинскиот момент да станат реалност. Верувајте му на процесот. Не мора денес да ги знаете сите одговори. Доволно е да го направите следниот чекор и понекогаш токму тој е почетокот на животот што од секогаш сте го посакувале. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лајк, претплатете се на каналот и секое добро до наредно слушање.